Односно, според тоа што пребаруваме од книги, веднаш долу на Амазон или на овие сервери, тој што ја купи оваа книга, исто така ги купи и овие книги. Иначе, веќе ни се препознава вкусот. Ја прашање на моменти кога ќе ми се јават од Амазон да ми кажат ова е книгата за вас и вие мора да ја прочитате. Бидејќи знаат што отприлика купувам, знаат што отприлика доwnloadирам. Тоа веќе е новата хиерархичност, односно новата состојба на некоја квази демократичност на медиумот, односно на платформата. А тоа пак за Елја или за несреќа се преповторува и во ова фактичка, да кажем така, животна демократија. Тука мислам на парламентарната представничка демократија, која секогаш резултира со нешто друго од тоа што ние го имаме како очекување на парламентарните избори. Така што најверојатно има суштински проблем во начинот на кој се спроведува демократичноста и во јавната сфера, во вистинскиот живот, и во дигиталната сфера, односно во тој киберпростор, односно киберживот. Мога да разборувам со ова, но да продолжиме понатаму. Наредната тема за која што го збориле е самата култура. Значи, дали сметате дека културата е приватна собственост или јавна собственост? Дали може да зборуваме на некој начин за ограничување на културата, за нејзино врамување, ексклузивност или е таа целосно инклузивна? Тука мислам да го поставиме наредната прашање како културата се ревитализира. Да конкретно зборуваме за самиот концепт, значи на ремиксот и на реапроприацијата, односно повторното враќање на истото. Добро. Вака, јас тука при мене состојбата јасна. Мислам, оно што го осознав додека работев повеќе години на оваа последна книга што излезе е дека всушност практично се оно што Јордан го спомна на самиот почеток, се може да се толкува како еден вид на ремикс, само што тоа порано не би било ремикс, туку би било повеќе попрецизно би било да се именува со зборот на доврзување. И мислам, тука го изделив еден многу парадигматичен цитат од Овен Галагер, кој што го постирав на Facebook како тизер за овој настан, може би некој од вас го прочита, може би не, меѓутоа мислам дека многу директно побега во суштина темата која што Јордан сега само што е зачна. Овен Галагер е релативно непознат теоретичар, застапен е во најновиот, како да го наречеме тоа, речник, поимник на клучни термини од областа на ремикс културата, издаден годинава за Ратлич. И он го вели следното: идејата за оригиналниот автор, популаризирана од издавачката индустрија од 18 век, представува мит. Сите позаимуваат и се надоврзуваат на делата на оние кои твореле пред нив. Секој поединечен уметник е секогаш зависен од надворешни услови, изградени од експлицитни и имплицитни референции кон претходни дела, шифрирани и поврзани со сите уметнички дела од минатата. Писателот никогаш не почнува со празна страница, исто како што ни сликарот не почнува со бело платно. Секој од нив го започнува својот процес на крајот од една долга традиција на креативна практика која постоела пред нив, надвор од која е невозможно да се оперира. Всушност, Галагер тука укажува на една универзална вистина, според мене, кога станува збор за не само за ремикс културата, кога станува збор за уметност и културата генерално. Историјата на уметноста е всушност историја на доврзување на еден правец или еден стил со друг, или унапредување, ако сакате, на еден правец со друг. И дури кога станува збор за неки
негирање светлината. Како што некои теоретичари, да речеме Лазар Трифуновиќ, ја толкуваат модерната уметност. Дори кога станува збор за негација, една голема негација, така ја определила Мили Трифуновиќ модерната уметност, таа сепак се надоврзува, ама негирајќи ја претходната традиција на предмодерната уметност. Значи, не постои, не може да постои, нити па никогаш можело да се зборува дека постоело уметничко дело кое што било оригинално или некој вид на културен артефакт кој што можеме да го сметаме за оригинален. Професор, како може да не може да постъпва дело што е оригинално? Ај, добро, не. Може после прашање да... Мислам, тоа, како да ти кажам, без разлика е, идете така, идете е функционалистички, идете е било така. Не може да ни постоело оригинално уметничко. Може Онда после да како го... може да постои, да речеме, евенцијали, било кое дело. Значи, тоа не може да не може. Мислам, ако така гледаме дека оно графирано е као наука, да речеме, као вие што рече, дека нема учително уметничко, не заштетена добрдија, на уметничко дела, онда нема ни творечно човечество, онда све така Нема авторство. Не рекол дека нема Да, нема творештво. авторство, Не рекол дека нема творештво. Оно што сакав имплицитно да укажам дека нема авторство. Ниту па некогаш имало. Како може тоа е па ја да тоа Творештво и креативност се различни поеми според мене од авторство, зашто авторство е на некој начин создавање екс нихило, од ништо. Создавање на нешто од ништо. Тоа е нешто што обично се поврзува со концептот на Бог, за оние кои што веруваат. не биде. Пример и без, значи, без уопште пред генерална религија уметност постоела. Постоела рефлексија на надворешната стварност со која што луѓето ја гледале и која што ја забележувале во форма на цртежи. Надворешната стварност они не ја измислиле, само ја забележале. Ево, ред, ова е баш инспиративно, затоа што баш ја потенцира всушност поентата која што сакам да ја кажам. Дури и кога станува збор за прозно или поетско дело или за ликовно дело, од оние првичните кога зборуваме за нулта точка во уметноста, нели, оние пештерските цртежи кои што се откриени пред кој знае колку илјадници години, тие реферираат на надворешна стварност, тие не ја создаваат стварност, тие ја имитираат стварност. Што значи, тие не можат да се именуваат како авторски, дури ни тогаш. Никогаш не ни можат. Тоа не значи дека уметниците не се креативни и дека не творат. Тоа значи едноставно дека тие се надоврзуваат или на надворешната стварност, која што имитираат, или врз која што се однесуваат по принцип на мимезис или подражавање, или пак реферираат на претходни уметнички стилови и правци, од кои што црпат инспирација и создаваат нешто ново. Или пак станува збор за негација, кога станува збор за модерната уметност, која што представува една голема негација на предмодерните уметности. Тоа би било сега значено. Инаку, доколку некој сака да постои прашање, го молам да почекате да заврши дискусијата, нема да трае нешто премногу долго, па после ќе можеме да развиеме една дискусија. Јас не би се сложил. Дадали и микрофон би. Не би се сложил до крај со ова што од овој цитат со авторот, но авторот, сега смеам да кажам авторот, сега Бидејќи суштински станува збор за различни поимања на нешто. Значи идејата на за онаа култура за која ние ја подразбираме денес, подразбираме нели како како авторска култура.
Меѓутоа, да не заборавиме, концептот на авторство е концепт на историската свест. И таа е производ на добата која почнала да го промислува светот од позиција нели на историска структура. Но тоа е само, ако смеам така да кажам, 400 години во однос на најстариот артефакт е некаде околу 44.000 години пред наша ера, значи во однос на 46.000 години, тоа е само многу мален сегмент. Така што во добата на миската свест ние не размислуваме за авторство. Односно не постои идејата за авторство. Тоа го имате во секоја уметност. Конечно, самиот Платон не ги признаваше оние уметници, ние денеска нели ги викаме ликовни уметности или уметници. Се нечи, крај. Ако за автори, освен театар, тој малку е по-привилегиран, да кажем така. Така што, Не е ли театар, само поезијата? Сакаме точно. Ете, нека биде, нели, благодарам за исправката, само поезијата. Значи, така што не може да зборуваме вака генерализирано според оваа дефиниција излегува дека апсолутно никогаш нели дека авторството е проблематично заради тоа што не може да се појде од почеток, нели од ништо друго. Единствено некој зограф никогаш не ни размислувал за тоа да почне од нула. Тоа е само модерното доба која ја форсира оваа идеја, односно која ја оди во дослух или како да кажам паралелно со идејата за индивидуата. И конечно, самите уметници ја декомпонираат таа идеја за индивидуата со субјективацијата која настанува со подимпресионизмот панално. Врвот нели на тоа е токму, да кажем така, овој психоанализот на Фройд и тоа што се случува во рамките на надреализмот. Таа субјективација оди најдлабоко можно, во подсвеста. Таквите феномени, особено на 20-тиот век, се спротивно нешто на сето искуство кое, и сега се враќам на прашањето на културата во овој контекст, на тоа како се појавувале